Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Парите од рекет барајте ги кај Зоран и Вице Заев. Ова не се зборови на некој новинар или политички опонент на Социјалдемократскиот сојуз. Ова се зборови на Боки 13, човекот кој целата јавност го виде како заедно со Зоки Кичеец носи торба Луи Витон полна со изрекетирани милиони. Боки 13, почитувани, е директниот извршител во рекет. Парите кои тој ги изрекетирал завршиле директно кај Заеви. Исказот на Боки 13 денеска од судот и претходните докази и аргументи кои ги изнесе се повеќе од доволни Зоран Заев уште денеска да биде повикан во јавното обвинителство и да биде отворена истрага против него. Јавното обвинителство на Рускоска премолче и не отвори истрага против Заеви, кога Боки 13 од судот кажа дека добил порака од Заев лично на 16 април да се видат и да се соочат со доказите. Тоа се 5 дена пред Зоран Заев, како што самиот кажа подоцна, откако имаше притисок од целата јавност во Република Македонија, го пријави рекет случајот токму кај истата Рускоска. Што криеше Заев и зошто не го пријавил случајот веднаш? Менаџирал ли со докази? Прикривал, уништувал или пак изменувал? Рускоска го премолче тоа и не отвори истрага. Исто како што молчи цела година и внимава трагата да не однесе токму до главата на октоподот, а тоа е Зоран Заев. Зоран Заев, почитувани, е главата на овој криминален октопод. Тој е човекот кој што го менаџирал овој случај. А јавното обвинителство и судот се прават дека од дрвото не можат да ја видат шумата. Заев ги лаже граѓаните и институциите во Македонија, а Рускоска му дозволува да помине неказнет. По денешниот исказ на Боки 13, очекуваме јавното обвинителство итно да смогне сили и храброст и да си го повика Зоран Заев на распит, да му го земе телефонот на вештачење и да отвори истрага против него. За ваквото непостапување на јавното обвинителство и штитење на Заев, одговорност ќе има многу брзо. Изборот е помеѓу обнова на Македонија која што ќе ја донесе ВМРО ДПМН и измамата, почитувани, која имаме со Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Македонија не заборава и нашиот народ ќе ја направи разликата. Ви благодарам.